Драги приятели, вечерва повторно решив една анализа да направам по изборите. И аз, ако се сеќавате уште кога се распиша изборите, кажав дека на ВМРО да помогне да формира влада, најмалку му требат 61 пратеник, за да не биде уценуван. Они званично освоје 58. Значи мора да се снајдат, па тек тогаш да преговарат. Отпротивно ќе бидат оценувани од многу партии, а како се тоа работи, не би сакал да им кажувам, имат си советници. Бидејќи може да случи лидерот на ВМРО да помогне, кој претерано се радува, освои 58 пратеника, но може да биде преведен жеден преку вода. Он е наивен малку, е интелигентен, но наивен и верува во некоја честност во политиката. А познато дека политиката најголема проституција и политичарите се поголеми проститутки од камењарки беше ги викаме, или што са пред македонска телевизија на времето стоја. Сакам да кажам, треба да се внима многу во овој период, бидејќи кој ќе погледаме картата на Македонија, во моментот Марс е во 12-то поле, значи енергија се уште ја нема Македонија, бидејќи она е во познак Ковен. Значи пред 20-25 ја не советувам ни да формираат, мислам да го конституира собранието, после 25 особено се доаѓа за енергија, од 20 полека се враќа и кој ќе погледнете на наталната карта, остава Марс поминува во прво поле, а Македонија е познак Ковен, значи енергијата се враќа, доминацијата и плюс Сонцето, освен Сонцето, Меркур и Венера се во второ поле, тоа е поле на пари. И месечни излего, значи пред 25 може само да се преговара и оби да се создадат тврста, така кажано, тврсто мнозинство основно од 61 пратеник. А понатаму да се преговара за можни коалиции во владата. Тоа е мој совет и гледајќи на таната карта и као нормално аналитичар, но кој што гледам досега, ќе ви видим господин Мицковски, ама премногу наивно настапува. Треба да се нагази топката, да се размисли и некој потигот на новата председателка на Република Македонија, Гордана Давко Василјановска, добар беше потигот, што не ја спомна северно, но она е професор во право и уставно право, така да ги знае тие работи, што може, што не може, но кај македонскиот етникум, значи кај етничките македонци, пробуди надеж за враќање на уставното име, но и за повеќе тоа. Затоа не сакам сега да зборувам. Значи предстоат бури 2 недели, така кажано, денеска е 13, тачно 2 недели на политичко поле, ќе има разни макинации, што би рекли србите. Значи, ќе се прават разни коалиции, условување и така натаму. Значи, не треба да се брза. И еден совет ја би му дал на Мицковски, кога тој има коалиција, значи, ВМРО да помне не е само една партија, повеќе партија, и вреди во коалиција, за мене кој аналитичар е ретардирано да се разговара со секој посебно од коалицијата на вреди, значи, зборам за нивните лидери, треба да се побара од нив кој ќе поднесе барањето од сите нив заедно, кој што ВМРО ги поднесува, нели, во име на коалицијата, кои са повеќе партии во коалицијата на ВМРО да помоне. Тоа е Македонија, така ми се секаш коалицијата.
и некои пресот интересни настане, треба да се гази цопката, да не се иде со глава во или коза пред руда, како сакате да кажете што го отребите. Ова е кратко, но ово што го гледам, за мене е малку провидно и детски. Значи, ово го право само луѓе што се залутени во политика или пак што нема добри совети. Пајте, секој што влегува во политика не мора да е добар политичар, но треба да има добар пиар, добар советник, човек што ја разбира политиката. Ти реков, политиката е мајка на проституцијата. Тоа сме сведоци, а србите ги вика тие прилетувачи, одат во една друга партија за разни суми. Така што имаме искуство како случаи и отварање на уставот, и промена во уставното име, така натаму. Затоа не ви сакам многу да зборам. Ви посакувам добра ноќ, убав сон и убава тековна недела која започна. А ние, драги пријатели, повторно ќе се слушаме или ќе се гледаме преку моја видеоанализа. Они нормално што сакат, можат да се претплатат, значи да притиснат на копчето subscribe или претплати се, бесплатно е. И ако се допаѓа анализата, да притиснат на лайк, мислам. Нина желба, но они реков дека малку полесно ми се одборување отколку се пишување, а ваша желба дали ќе се претплатите на мојот канал или не. Посакувам добро ноќ и со напред. Македонија пред се.